Почитувани, добра вечер. Ова е визави на програмата на ТВ канал ВИС. Цели 2 години влегуваме во трета откако Македонија и светот се соочуваат со здравствена, економска и пред се социјална криза. Меѓутоа, овој пат имаме една многу поголема закана. Влегуваме и во криза предизвикана од војниот конфликт кој што ќе ги засили триве претходно спомнати. Зборуваме на тема економија вечерва, затоа што македонската економија е силно погодена од последиците на сето она што се случуваше изминативе 2 години. Мој соговорник е Миле Милановиќ, сопственик на приватна компанија производствена и член на Струмичката бизнес заедница. Милановиќ, добра вечер. Добра вечер. Благодарам за поканата. Секогаш е пријатно тука да се гостува, така да ќе ги разработиме и разгледаме темите кои се моментално актуелни и интересни за гледачите. Зборувавме честопати дека имаме криза, а вие сте биле дел од оваа емисија и многу пати за предизвиците зборувавме што по една година ковид, што по година и пол ковид, меѓутоа еве имаме 2 години откако сме во енергетска, економска, здравствена криза. Пандемијата се уште не е целосно стигната, но ние веќе имаме сериозен удар од она што се случува во Украина и руската инвазија, рускиот напад на украинската земја. Кои се предизвиците со кои што се соочувате како производители пред се во моментов? Па како производители пред се најсилен удар добивме во набавката на репроматеријали, затоа што прво Македонија е зависна од репроматеријали. Ние не сме држава која произведува основни суровини, базни суровини и во хемиската, па дури и во прехранбената. Второ, целата таа војна криза се погодува во најлош можен момент, кога зборувам во најлош можен момент, затоа што моменталните потреби на сите држави, не само на Македонија, од европското тло се храна, а знаеме дека Русија и Украина се едни од најголемите извозници на жито, енергенс како газ, и тоа не само за грејење, туку и за производство на електрична енергија, затоа што Украина е еден од поголемите производители на нуклеарна енергија, нуклеарна електрична енергија, така да во моментот, почнувајќи од базните репроматеријали за производство, па се до енергенсите кои директно учествуваат во креирањето на цена на чинење, значи електрична енергија, нафтените деривати и така натаму, не ги спомнавме. Русија е еден од најголемите извозници на нафтени деривати. Со сите тие сет на економски блокади помеѓу двете страни кои се поставија, се најдовме во ситуација од една страна тешко да доаѓаме до репроматеријал, од друга страна македонското посебно земјоделие, Струмица еве мислам дека ќе биде една од попогодените во овој дел, зависно пак ќе кажем. Санкциите се уште не се 100% поставени кон Русија, така да се уште некако поминуваат нашите производи и до Украина, и до Белорусија, и до Русија, така да македонското земјоделие ќе е погодено од овој воен конфликт, додека останатите индустрии ќе бидат погодени од репроматеријали, тешка набавка на репроматеријали, високи цени на репроматеријалот, па се до тоа дека транспортните трошоци за извозните компании ќе се зголемат и ќе влијат на планираните продажби во понатамошниот тек на работењето. Дали се влошува состојбата еве со почетокот, еве речи се 20 и повеќе денови имаме конфликт од претходно што се случуваше? Генерално пикот на оваа криза би било некаде до генерално викаме до март-април, за тоа што очекувањата се, како и да се развива сета таа ситуација, очекувањата дека гасот како енергенс за струја ќе се намали, почнуваат сончеви денови, Европа има големо производство на обновливи извори, од обновливи извори енергија се најавува рестартирање на неколку нуклеарни централи, да кажеме како енергенс, можеби струјата ќе дојде до ниво на некое поприфатливо ниво, моментално е многу висока, да кажеме пред почетокот на кризата е најмалку 3 пати поскапо од кога почна
воениот конфликт, не зборуваме за кризата со ковид, така да се очекува дека после април ќе има некое релаксирање на одредени цени, како нафтени деривати и газ. Меѓутоа, пак ќе кажем, многу е зависно што ќе се случува со санкциите. Европа е многу поврзан пазар со рускиот пазар. Двете сили, економски сили се взаемно врзани, на тие им требат репроматеријали, енергенси, на тие им требат готови производи, така да зависно колку ќе бидат силни сетот на санкции кон Русија и како тука нема колатерална штета, штета ќе имаат сите. Меѓутоа, со кој интензитет ќе биде штетата, ќе видиме после април, после малце зголемување на температурите. Велите дека суровините се проблем и тешко се доаѓа до репроматеријали. Дали некои од компаниите во различни сектори се жалат дека биле принудени да го намалат можеби производството, токму поради овој проблем? Па да, во повеќе во различни дејности мора да се адаптираш на тоа што го имаш на пазарот. Веќе има најава на неколку производи кои се намалени баш ради тој недостаток на репроматеријал. Еве сега почнува пролетната сеидба, се очекува криза со набавка на ѓубриво. Значи ѓубривото ќе биде сериозен сегмент кој ќе биде погоден од овој воен конфликт, затоа што Русија и Украина се големи производители на гориво, ќе се барат алтернативи, нема да застанат работи, меѓутоа нема да е планираното производство. Ако треба да се произведат 1 милион единици, сигурно дека ќе се адаптира на тоа што го има на пазарот. Значи потешко се наоѓа и повисоки цени. Мислам дека ќе влеземе во еден период на што се вика условно на лер, задоволување на основните потреби и никој нема да се осудува да набавува на долг период, тековно ќе се задоволуваат потребите за да може да се изамортизира овој кризен период. Колку ви се покачени трошоците за производство со енергетската криза пред се што ја имаме, со проблемите при транспортот, зголемени цени на транспорт, затоа што електричната енергија неколкукратно се зголеми, навистина тоа е невозможно да не го допре крајниот производ на чинење што го добивате. Значи кај нас како дејност, кај што енергенсот струја не учествува многу во финалната цена, меѓутоа како трошок енормно се зголеми. Ако до вчера во калкулацијата бил со 5% од цена на чинење, ние сме веќе над 15% како трошок. Зборуваме на масовно производство. Сега во индустриите кои трошат многу струја, има реално покачување на енергенсот и реално покачување на цената на чинење. Тука и транспортните трошоци, затоа што ние сме држава зависна од суровини, од увоз на суровини, во главном ни доаѓаат или од пристаниште од Солун или од Турција, меѓутоа тоа е за да си ги донесеме. Од кај да гледаш да ги купуваш, па дури и од Кина кој веќе е енормно поскапено, веќе последните година и пол енормно е поскапен транспортот. Тоа многу учествува во последната цена на чинење. Производителите се адаптираат на цените на чинење. Нема тие се цените ќе ги покачиш производите. Сето тоа ќе го плати крајниот потрошувач. Проблемот е што премногу динамични се промените на цени и кај некои индустрии краткорочните промени тешко се прават. Тоа го видовме, затоа се сменија и регулаторно ги смени цените на нафтените деривати наместо на двоnedelно ниво, на неделно и сега на дневно ниво. Затоа што премногу е турбулентна промената на цена и самите дистрибутери и бензинските пумпи генерираат загуби со тие неделни покачувања на цени. Чи може да се случи регулаторна да објави максималната цена на нафта, а тие да купуваат со 10 денари повисока нафта од берзите, отколку што е цената на чинење, малопродажната така да кај индустриите кои тешко се адаптираат, кои не се толку еластични, се гломазни, има сериозни загуби може да се акумулираат. Каков е извозот? Вие сте
компанија која што произведува хемиски производи генерално за домаќинството, меѓутоа ориентирани кон извоз. Дали има откажување на некои нарачки можеби или пак се зголемуваат, каков е интересот на компаниите со кои соработувавте? Во нашиот секторот куќна хемија, хигиена, лична хигиена е сектор почнувајќи од стартот на кризата со ковид е во нагорна линија, затоа што прво ковидот направи да се зголеми потребата за повисоко ниво на хигиена и направи генерално во овој момент ни отвори одредени пазари кон странство кои сега видеа алтернатива за тоа што сега во овој момент ето ги нема Кина како поевтин конкурент за такви производи, поскапо е транспортот, Турција како алтернатива за Европа, така да овој регион генерално нашиот сектор користи подобрување има и во извозот, и во производство, а и во домашната потрошувачка. Така да сметам дека кај нас ова беше момент кој треба да го искористиме, тоест да се поставиме на пазарот, да се етаблираме како производители, како квалитетни производители, па да си го изградиме имиджот и на европските пазари. Како ќе биде во иднина ако се знае дека оваа година ќе биде навистина турбулентна, пред се заради тоа што можеби голем дел од ресурсите, особено за храна, нема да може да се произведуваат. Не се знае колку ќе трае конфликтот и производството на жито кое што го имаме од Украина. Дали есента можеби ќе биде навистина еден од потешките периоди оваа година? Па обично нели викаат камчето кое ќе го фрлиш во водата, после се бранува и последиците се малце подолгорочни, ако сега мислиме дека е условно некој старт на поголема криза. Пак ќе кажем, се зависи од тоа како ќе биде текот на санкциите и што ќе се случи со конфликтот. Дека Европа ќе прави алтернатива ако се продолжи конфликтот, ќе прави алтернатива за генерално да немаме нова енергетска криза, во најава се рестартирање на нови нуклеарни централи, пуштање на гасоводи кои во моментот не беа користени заради поевтиниот руски газ. Меѓутоа Европа се припрема за подолгорочна криза, така да последици ќе има добри 2-3 години за да се смири и да се врати кон некоја нормала. Меѓутоа Македонија од тука мора да види што може да профитира. Барем во делот кај што може да бидеме замена за одредени производи кои биле од некои традиционални пазари за Европа, ние да ги понудиме. Да видиме сега, после такви 2,5 кризни години, да видиме кои се тие ресурси кои би биле прогласени за стратешки ресурси, за во иднина да се производуваат кај нас, па макар и по цена на загуба, меѓутоа ако е во интерес на државата, треба да ги имаме. Ние не можеме да измислиме житни површини и да произведуваме повеќе жито, ама меѓутоа ако може, не знам, алкохолот како стратешки производ или урејата како ѓубриво ако треба да се произведува, нека се произведува и со повисока цена на чинење, меѓутоа да ја имаме. Да не се наоѓаме во ситуација да ја нема. Од тие кризи треба да се извлечат многу поуки и треба да се види, да се изградат тие стратегии за долгорочно планирање на работата на оваа држава. Приватниот сектор реагираше изминатиот период на намалувањето или укинувањето на маржите на одредени производи. Кои се генералните забелешки и зошто толку беа погодени, особено кога станува збор за криза и свесни сме дека таа многукратно ги допира сите, особено обичните граѓани? Па, според мене, маржата која зборуваме за намалување на маржа, многу сувопарно се гледа како маржа, како бројка од 30-40%, меѓутоа тоа не е добивката на компанијата или нели ние како што милуваме дека газдата ќе го полниме со пари. Во таа маржа од 40, 60 или 80% има вкалкулирани и трошоци за транспорт кои реално се покачени, и трошоци за мерчендајзери, и трошоци за луѓе кои одат ги редат, ги прередуваат рафтовите, и фрижидери, и струја и така натаму. Има маржите се еден сублимат на
на пошироки трошоци кои ја даваат, нели, финалната цена на чинење на производот. Една од мерките, укинувањето на ДДВ на одредени производи, за мене е полесно се формулира и по-директно се осеќа овој ангажман или ова, како да кажем, да се изамортизира таа цена, повисока цена во даден момент и полесно се пресметува. Меѓутоа, од друга страна, државата ќе мора да изнајде начин како приходната ставка, кај што бил планирано тоа ДДВ или акцизата од која се намали, да се полни од некое друго место. Дали ќе се надворешни кредити, дали ќе се од некоја нова давачка, меѓутоа битно во овој период да се задржи нивото на инфлација на некое подносливо ниво, за да не биде многу силно притиснат паричникот на последниот потрошувач, и мислам дека овие мерки на краток рок ќе дадат убав резултат, затоа што нема да се осети многу овој притисок на повисоки цени. Кој е оптималниот рок на кој што би требало да биде, во кој што би требало да постојат? Кога сметате дека ќе биде веќе неиздржливо за компаниите? Април ќе биде најрелевантен показател што можеме да очекуваме во иднина. Март е уште месец кој има ладни денови, каде што се уште денот е пократок. Зборувам во делот на енергенси. Еден од поголемите причинители на тој ценовен шок, освен ресурсите, е самиот ценовен шок на нафтините ресурси и на гасот како енерген за производство на електрична енергија. Април ќе биде еден од пореалните показатели на тоа што може да очекуваме ако кризата е подолгорочна и како ќе се справуваме со неа во иднина. Мислам дека уште 15 дена ќе почекаме да видиме, а сега ќе се снаоѓаме и ќе се адаптираме на моменталниот тек на работа. Изминатите 2 години има околу 2000 компании и микрокомпании изгаснати на територијата на југоисточниот плански регион. Дали се чувствува веќе вишок работна сила на намалување на работната рака или пак луѓе кои што бараат повеќе работа? Вие како работодавачи дали се соочувате со голем број на невработени лица кои што бараат работа? Не би кажал дека сега имаме некоја реална слика, затоа што многу голем дел од државите се затворија ради западните држави, се затворија ради ковид мерките, работат и таму не со полн капацитет, со помал капацитет. Не можеме да добиеме јасна слика дали има тренд на зголемена понуда на работна рака на пазарот на труд. Меѓутоа сметам дека цените, платата на работниците расте, не само ради овој притисок што се направи со покачување на минималната плата во одредени дејности кои порано не беа, да кажеме, дефицитарни, се појавуваат веќе сериозен дефицит на работна рака, иако зборуваме за статистика од 2000 компании, микрокомпании, предпоставувам тоа се компании и друштво со ограничена одговорност од единично лице. Па имаше една позголемена кампања за прочистување на фирми кои се водат како активни, а не се активни, се пасивни фирми, па така се малце, мислам дека е таа статистика повеќе израз на едно прочистување на компаниите кои работат и кои не работат, и дека тие компании не се правилна одрасна слика за да влие на пазарот на труд, меѓутоа веќе одредени дејности се и tekako дефицитарни. Ние повеќе пати имаме зборувано дека се дефицитарни, посебно тие занаечијските и стручните професии. Така да, мислам дека не е вистински момент за да кажеме да, Македонија влегува во еден период на зголемено побарување на високи плати, меѓутоа дека платите се качуваат и тоа може да направи така една амортизација да луѓето направат баланс дали да работат низ западните земји или да останат тука. Покачувањето на минималната плата и просечната плата даде
едно покачување по вертикала на сите дејности, резултатите ќе ги видиме, како што кажев, кога ќе се отворат малце повеќе економиите. Има најави од одредени компании кои што затвораат во Русија дека би сакале, имат појавено интерес за отворење своји представништва и производствени погони во Македонија. Дали ние сме подготвени? Имаме ли квалификувана сила која што би можела да биде втурната во, да речеме, повторно во производство на делови во автомобилска индустрија, прехранбена и така натаму? И дали ова позитивно за нас? Тоа што го кажав во претходниот дел од емисијата, дека ќе има некои бенефити за нас и ќе треба да ги искористиме, сигурно ќе има и ќе треба будно да ги пратиме работеви и навремено да реагираме. Тоа, кога зборуваме релокација на одредени капацитети, не случајно тие капацитети се отворени во Русија или во Украина, сепак зборуваме за држави со многу ефтини ресурси. Значи, цената на газ, како енергенс, кој ние се уште го немаме и не можеме да ги осетиме бенефитите на ефтин газ во производство, во самото земјоделие. Сега, ако земеме хипотетички дека нашите земјоделци би користеле ефтин газ за загревање на пластеници и стакленици, теоретски ќе имаме многу пониска цена на чинење и ќе имаме многу повеќе реколти годишно. Значи, нашите земјоделци ќе имаат поголем бенефит од таа работа. Ние се уште не го чувствуваме бенефитот од ефтин газ. Меѓутоа, ефтин газ како енергенс во Русија и во Украина многу значи во производните капацитети кои се компании од масовно производство. Така да, сепак мислам дека доколку има релокација, повеќе ќе има релокација нова лон производство што го викаме, склопување на делови, па макар и автомобилска индустрија или високотехнолошка индустрија за финален производ. Може би шансата можеме да ја бараме во IT секторот, затоа што сепак како гранка, индустријска гранка е гранка која со добра стратегија најбрзо може да се реагира на пазарот на труд. Кога викаме најбрзо, значи од 1 до 2 години со убава стратегија за курсеви или за средно образование, стручно образование, за година до 2 може да се спремат програмери кои од захтевните програми кои ќе може да програмираат па до да кажеме најкомплицираните, така што сектор кој многу брзо може да се адаптира и во делот на образованието, да не се прават некои посебни 5, 7, 10 годишни планови. Меѓутоа пак тоа е стратегија на државата и треба да се увиди кај е можноста и кај може брзо да се реагира. Колку ве консултираат, да речеме, при креирање на профилите во средните училишта? Или пак агенцијата за вработување во своите политики за преквалификација на работна сила? Колку бизнис секторот е слушнат, консултиран во овие? Па, јас имам чувство дека последните неколку години интензивно, сега ќе го може би малце и субјективно, затоа што сепак Мултихем и друштво, заштитно друштво кај што вработува и лица со посебни потреби и комуникацијата со агенцијата за вработување и со министерствата, па макар и од труд и економија, малце поинтензивирано, меѓутоа стартувајќи од локалниот економски развој, ЛЕРОТ и ЛЕС, што е локална економска стратегија на одделот за... Ние имаме многу чести и редовни комуникации во делот на бизнис потребите и на потребите на пазарот за работа со средните образование. Оделенијата на локални економски развој во Струмица и ЛЕС програмата активно учествуваат во тоа што го бара државата да се апдейтираат податоци, кои ни се нашите потреби, каков профил на луѓе треба да се доразвива, во кој правец да се движат образованието. Меѓутоа, самиот образовен процес е премногу гломазен за да се поднесуваат брзи и ефикасни промени. Сепак тоа зависи од одредено министерство, кое мора да помине низ процедури, законски и така натаму. Ако некој, не знам кои се слободите на средните училишта, доколку сака некоја паралелка, не знам, у Струмица потреба од паралелка за
гипс картон, сега така го кажувам. Колку се они во состојба, такво оделение брзо, без поддршка на Министерството за образование да се направи. Сепак комуникацијата постои, интензивна е, се гледат тие наши потреби, се слушаат, меѓутоа крајниот, финалниот производ е некако бавен, дали бирократски, дали административно, дали тие законски процедури треба да се почитуват, меѓутоа има комуникација. Велиме дека енергетската криза треба да донесе нови заклучоци и нови начини на обезбедување енергија, особено зелена енергија. Колку сте подготвени како компании, но и колку сме ние подготвени како држава да инвестираме во тој дел и да станеме помалку зависни од увоз на електрична енергија? Македонија, посебно да го кажеме не југоисточниот, источниот дел од југот и дел од западниот, еве така некој пресек ако направиме, почнувајќи од Кочаништи преку Велес, Прилеп, Битола и тука Гевгелија и Струмица, ја има ова што се вика идеална географска положба за, зборуваме сега за фотоволтаиците, за искористување на сончевата енергија. Има многу сончеви денови, многу сончеви часови, во сончеви часови се мери и има доволно ветер и струјање на воздух за да не ги прегрева, така да го продолжува животниот век на фотоволтаиците. Сега, колку што имам информации, државата интензивно работи на подготовка на терен за зголемување на производството од сончева енергија. Што се случува кај нас? Имено сега се либерализира и самите домакинства да не се ограничени до која количина може да произведат или индустријските капацитети, фактички правните лица, вишокот што ќе го произведат по новото, сега не знам дали е предлог или помина низ законска процедура, дека ЕВН ќе биде задолжена да го откупи вишокот на произведена електрична енергија по цена на таа што ја откупува од слободниот пазар. Тоа е многу битен и многу добар момент за нас, затоа што еден од спасот како држава која сме енергетски зависна и во следните 25 години се прогнозира дека ќе бидеме и уште позависна, тоа што ќе се либерализира, а во исто време нема да се преоптовари ова примарна мрежа за електрична енергија. Значи нема да се изгради некој капацитет од 500 мегавати, па да треба високонапонски мрежи, па нисконапонски мрежи, па трафостаници, па потрошувачи. Нема да се прави притисок на сегашната мрежа, туку таа ќе се искористи преку откупување на вишокот од домакинствата и од индустријските капацитети. Не е некое производство што на крајот на годината ќе направи некој страшно да станеме извозници на електрична енергија, меѓутоа прво ќе го нема да го преоптоварува домашниот буџет, значи ќе имаме заштеда од домашниот буџет и второ ќе имаме произведен вишок кој ќе се прераспределува некаде ќе се продава по релативно поевтина цена, затоа што мрежата нема да биде оптоварена, нема да сака трошоци, така се прави цената, значи регулаторна, зависно од трошоците на струја, зависни влезна цена, не прави цената на чинење. Дали струмичките компании, па и македонските се подготвени да вложуваат во фотоволтаици? Во овој период буквално е тренд темата фотоволтаици и помодарство да се инвестира, што е многу добро. И многу позитивно е што дел од комерцијалните банки активно и сериозно ги поддржуваат компаниите кои се заинтересирани за поставување на фотоволтаични панели барем на кровните површини. И е тема што буквално секојдневно се експлоатира помеѓу бизнис секторот и веќе има сериозни, не зборуваме во финанси големи инвестиции, меѓутоа површини сериозно веќе се поставуваат со фотоволтаични панели, што во сегашниот момент на таа цена на чинење на струјата и текако се исплаќа. И самата инвестиција, ако продолжи трендот на таа цена на чинење на струјата, самата инвестиција се враќа не повеќе од 2,5 години. Ако поранешните математики, можеби и година и пол. Ако поранешните математики за 5,5 години ја враќаш инвестицијата,
Сега ја враќаш многу брзо. Со таа цена на чинење на струјата многу брзо се враќа. Тоа ќе сега сериозно прави размислување во бизнис секторот и кај комерцијалните банки да инвестираат, тоест да пуштат во оптек пари, кај што ќе се инвестира во фотоволтаичните панели. И пак ќе кажем, за нас како енергетско зависна држава, прв чекор кон тоа ослободување од енергетска независност ние поставување на панели на домакинствата и на индустријските погони, на кровните површини, таму да го намалиме прво притисокот на локалната мрежа, на буџетот. Од тука натаму треба да се направи стратегија за високонапонски, нисконапонски мрежи, за да може ние да ги привлечеме тие сериозно заинтересирани инвеститори за инвестиција на производство на енергија над 20, 50, 100 мегаватни производни станици. И тука е сериозно, имаме многу убави локации за ветришта. Може ветерњачите како извор на енергија. Струмица е позната со многу интересни две точки на струјање на возот. Да, тоа е кај Велјуса, село Велјушка, што го викаме, и Клjuč спрема Бугарија. Тие се две позиции кои се буквално цело време ветровити и се струјање на воздухот има на високо ниво и се многу со висок потенцијал за инвестиции за обновливи извори. Кај нас се уште не е средено ни отпадот. Во светот е тренд на производство на струја од органски отпад. Значи, мислам дека паралелно кога ќе се средува ова заедничко собирање на смет, па исфрлање на сметот и секундарна суровина на сметот, мислам дека и таму може да се најдат сериозни инвеститори за производство на електрична енергија од смет, односно од органскиот смет и органското ѓубре како производител на метан, на метанот како производство на електрична енергија. Така да потенцијалот во Македонија го има. Со тие некои кредитни линии кои се помагаат, интересот е веќе зголемен и ќе видиме дека во следниот период ќе имаме доста инвестиции од овој карактер. Се надеваме дека во иднина и ќе бидат уште поголеми. Така. За заокружување на овој разговор, кои се прогнозите и оптимистички и песимистички за траење на целата оваа криза? Поминаа 2 години, веќе влегуваме во трета, кога може да очекуваме некакво стабилизирање? Па не е и чубаво да се прогнозира, затоа што кога прогнозиравме на почетокот на кризата со ковидов, дадовме 3 до 6 месеци, па после ајде пролонгирање, да се надеваме дека ќе биде брзо. Пак ќе кажем, еден од најголемите параметри за тоа што ќе се случува за мене е април. Април ќе покаже, многу параметри ќе излезат на виделина што ќе се случува во иднина и во кој правец ќе се движат работите. Се надевам дека разумот ќе преовладее во сите сфери, од здравствени па до политички, за воени конфликти, да влеземе во помирни времења, да почнеме да го искористиме моментумот кој сега, имаме некој залет на таа наша лесна индустрија и нашата економија, за да може да се етаблираме како производствена држава и ќе можеме да конкурираме на европските пазари со наши производи. Прогнозирање не би прогнозирал, меѓутоа ќе почекаме уште. Затоа што се неизвестни времиња. Многу неизвестни времиња. Ви благодарам многу за разговорот. Се надевам дека следниот пат кога ќе разговараме ќе имаме многу поведри и поинтересни теми за разговор. Се надевам и јас. Фала ви многу. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое што ја следевте оваа емисија. Не заборавајте дека повеќе информации може да најдете на kanalvis.com, а во меѓувреме останете со нашата програма. Довидување.